На само 10 километри од Битола се наоѓа Националниот парк Пелистер, кој во 1948 година во Југославија беше прогласен за прв официјален национален парк на некогашната држава. Деновиве, најстариот национален парк на овој дел од Европа, прослави 70 години. Прв во Југославија, 13 во Европа, но по немање на барем еден планинарски дом кој функционира 365 дена и е од отворен тип, веројатно е на дното од листата национални паркови по основни објекти од витално значење за планинарите. Ние претежно се занимаваме со заштита на природата и чување на животинскиот и растителниот свет. Секако дека би можеле да развиваме и други дејности, но во последниве години имаше одредени иницијативи за развој на туризмот, но ние немаме собственост врз одредени објекти во Националниот парк. Бележиме некаква си посета од околу 30 до 35 илјади во просек годишно, од кои десетина илјади влегуваат во инфоцентарот, бараат одредени сознанија и го посетуваат, а од кои пак 10 до 15% најчесто се странци од различни држави. Во 7 децении на Пелистер му се случија малку суштински промени. Забележано е зголемување на површината од 10.000 на 17.150 хектари. Главно преку странски донации се инвестираше во само неколку визибилни проекти со цел да се развие планинскиот туризам. Ендемскиот бор, моликата, се соочуваше со интензивно природно уништување на дрва стари од 200 до 250 години. Му се случија и неколку пожари, од кои во еден настрада најстариот планинарски дом Копанки, изграден во далечната 1935 година. Со пожарот на Копанки на 28 јануари 2013 Пелистер го изгуби единствениот планинарски дом кој работеше непрекинато во годината. Имаше многу позитивен одзив кај граѓанството, кај приватни фирми, дадоа многу донации, како во парични средства и физички лица, така и во материјали. Волонтерите не само од клубот од Пелистер, ами и планинари кои се во други клубови, а и кои не се членови на планинарски клубови, кои се ентузијасти, кои сакаат планината, кои сакаат Пелистер, секоја сабота и недела нашите акции се одвиваја, доаѓаа на Пелистер и ги извршувавме работните активности. Административниот лавиринт за дефинирање на собственоста на стариот објект, земјиштето на кое е изграден, немањето на уредна дозвола, па негова легализација, потикнување на граѓанска иницијатива за возобновување, политички надмудрувања ја кочат идејата за возобновување после пожарот. Ние како општина Битола му понудивме две варијанти за неговата реконструкција. Првата варијанта е да остане во нив собственоста, а ние како општина Битола да го управуваме преку едно од нашите јавни претпријатија во наредните години. При тоа бевме спремни од буџетот на општина Битола да одвоиме 100.000 евра за негова реконструкција. Втората варијанта е собственоста да биде пренесена на општина Битола, а планинарскиот клуб Пелистер да го управува планинарскиот дом и при тоа исто ќе го isфинансиравме објектот и ќе го направевме во брз можен рок, односно можеби веќе и оваа зима ќе беше реконструиран. За жал и за двете варијанти не најдовме разбирање од планинарскиот клуб Пелистер и Копанки по нивно собствена иницијатива ќе се реконструира со донации од граѓаните, што мислам дека не е добро за никого, бидејќи таа реконструкција може да трае понашто сега се одвива таа динамика и повеќе години. Ако се знае дека 4 години се чекаше да се санира свлечиштето на патот во Националниот парк, 6 години се чекаше да се смени сајла, па жичарницата повторно да проработи, 10 години никако да се догради колекторскиот систем, уште колку време ќе се чека да се обнови планинарскиот дом Копанки, тема која се актуализира буквално со секои избори.